Уредбите со законска сила може да регулираат и действија кои би се презеле во рокови и по завршувањето на вонредната состојба, односно да регулираат мерки кои ќе имаат правно дејство и по завршување на вонредната состојба, а тоа се однесува и на мандатот на ДИК, вели министерката за правда Рената Десковска. Укажувам дека Уставниот суд веќе се изјасни за времетрењето на уредбите со законска сила, одлучувајќи да ја отфрли иницијативата за уредбата со законска сила за примена на законот на работните обврски за време на вонредната состојба. Уставниот суд оправдано прифати дека не е неуставно уредбите со законска сила да може да се регулираат и действија кои би се презеле во рокови и по завршување на вонредната состојба, односно да регулираат мерки кои ќе имаат правно дејство и по завршувањето на вонредната состојба, напише на својот Facebook профил Десковска во врска со зачестените прашања за времетрењето на уредбите. Таа потсетува дека исто така со решението број 42/2020 година Уставниот суд се изјасни по однос на уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборниот процес и одлучи да не поведе постапка за оценување на уставноста. Продолженото време траење на правното дејство на уредбите со законска сила и по завршувањето на вонредната состојба, според неа е во случаи кога со тие акти се уредува материја која е тесно поврзана со причината која предизвикала настанување на вонредната состојба. Мандатот на ДИК продолжува, матурантите може да бидат мирни, врз основа на уредбата ќе се запишат во септември на факултет без матурски испит, а оние кои примаат парична помош врз основа на уредба ќе продолжат да ја примаат и понатаму, порачува министерката Десковска.